Она што има можност да го видам тоа супервештачење, ништо нема да промени од претходните што беа доказни постапки изведени во претходното, значи, период. Тоа покажува колку бирото за судско вештачење посветило сериозно внимание на ваков предмет. Кажа мојот колега, повеќе од една година го правеа супервештачење. Тоа супервештачење изготвено е од машинци и сообраќајни инженери. Тоа супервештачење содржи 50, 60 страници, од кои повеќе се слики. Иако денеска требаше да биде на лице место, луѓето што го вештачеа, супервештачеа овој предмет една година не дојдоа. Судот требаше да ги казни овие луѓе што го прават ова. Кај нас веќе се ствара огромен револт и се сомнеш дека ова намерно се доголекува за да виновниците, убиците на 16 луѓе не ги стигне правдата. Ние нема вака да дозволиме. Не се надевате дека еве сега во повторната постапка нема да има брза разрешница, правдата нема да биде задоволена? Па како да веруваме кога 4 години чекаме правдата? Ние изгубиме буквално во судството и во институциите што го водат овој процес, ги изгубим вербата. 4 години, кажа, сами сте сведоци. На 13 февруари ова година се прави 4 години од несреќата што се случи раскрц. Колку време треба да помине за да ние да добиеме конечно правдата за тие што го направи ова злодело? На 50-60 страни да се прави супервештачење една година и судот тоа да го толерира со изговор дека нема ресурси, а тие го наложија тоа супервештачење, тие го дадат тоа супервештачење, иако пак ќе повторам по не знам кој пат. Од претходните институции беше направено страшно професионално супервештачење и од машинскиот, и електротехничкиот факултет, и од сообраќајниот, на повеќе од 2000 страници. Ова нема ништо да промени. Ова е само купување време на обвинетите, мислат дека ќе избегнат правдата. Не, нема да избегнат правдата, правдата ќе ги стигне и ќе да во затвор. Зашто убија 16 невини луѓе и 30 и повеќе се повредени со тешки телесни повреди, трајни до некои се врзани за колици. И ова е срамота што се случува. Час поскоро треба да се донесе пресуда за овој случај, ништо повеќе.